Добар ден, вие слушате Радио Канал 103. Ова е емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии, а во 146-тото издание на ТВ 103 ќе ви говорам за две серии. Меѓутоа, за да се создаде една епизода на ТВ 103, треба трпеливо да чекам да излезе и последната епизода од некоја серија која се емитува недела за неделна, па дури и тогаш да може да говорам за незиното значење, ама па затоа денес ќе одвојувам време, се извинувам, од оваа емисија за две серии кои конечно се достапни во целост и може да ги погледнете без никакви дополнителни обструкции, кои ги одбрав поради тематската поврзаност на нивните предводници, кои имаат чудесни способности за да ги издвојува од толпата, односно само прашање е на време дали ќе ги искористат за добро на сите или исклучиво за собствен бенефит. Во вакви дилеми се наоѓа роботот кој има стекнато свест и совест, која ја крие од луѓето, кои го најмуваат да ги заштитува, и ќе ви говорам за втората сезона од серијата предводена од жената која може да открие кој лаже, а која кажува вистината, само со еден фрлен поглед и додека и самата бега од незините непријатели ширум Америка. Односно, ќе ви говорам за сериите Murderbot и за Poker Face, конкретно за втората сезона на Poker Face. А музичкото патешествие низ светските меридијани вечерва го започнуваме со Woodwitch, односно од Вирџинија. Поточно од САД, од каде што музицираат овие Doom, Stoner, Rock музичари кои го издадоа нивниот втор албум Sina Mother, од кој што ја слушнавме композицијата Solitude is my name и Under Salem's Shadow, и ќе останеме се уште во САД, меѓутоа од Вирџинија одиме во Охајо, каде што ќе се пресетнеме со Electric Citizen и моќниот вокал на Лора Долан и незините сомузичари кои што се движат со поп-психоделичен пристап, за разлика од нивниот бенд кој што на почетокот на емисијата можевте да слушнеме, Woodwitch. Така што Electric Citizen исто така имаат ново студиско издание EC4, односно четворка. Традиционално сите стонери знаете зашто четвртиот албум го носи тој назив. Volume 4 е најверојатно главната инспирација, издание за една од најзначајните стонерок издавачки куќи на денешницата, Heavy Psych Sounds. А ако тие веќе бираат бенд чие издание ќе го поддржат, тоа дефинитивно е некаков си бенчмарк за квалитет. Од нивниот албум ги слушаме Static Vision и Smokey. А доколку сакате да знаете кои се највпечатливите серии за овој месец, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, каде се крие еден притаен меѓусвет нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Murderbot е американска научно-фантастична акциона комедија, создадена од страна на Пол Вајс и Крис Вајс за Apple+. Авторите ги знаете како браќата кои стојат за сега веќе епохалниот American Pie, односно американска пита. Меѓутоа, исто така тие се номинирани за Оскар за најдобро сценарија за About a Boy. И автори се на комедиите како Little Fockers, Grandma, Bel Canto, Fatherhood, Moving On. Но на малиот екран имаат работено на помал број на серии, вклучувајќи и Mozart in the Jungle и Cracking Up. За Apple TV Plus ви говорев уште минатата епизода дека ми се можеби најомилениот стример за гледање на најнеомилената форма на купување на технолошки изуми. Во стриминг војните имаат голем пад со тоа што имаат некаде 25, некаде 30 милиони претплатници во извештаите за оваа година. Во секој случај се наоѓаат под Peacock со 35 милиони и Hulu со 50 милиони, а над ESPN и Stars, што не е некаков успех. Падот оваа година се должи на невпечатливиот избор на серии и нивниот мал број со оглед на тоа што сакаат да ги влечкаат недела за недела, па тоа
нивните претплатници нема секој месец да се претплаќаат, туку ќе чекаат нели да излезе цела, па потоа да ја погледат, но самите се виновни за овој пад кој ќе биде уште поголем доколку не се освестат и нема да направат нешто против тоа, затоа што може да си допуштат од друга страна па и да загубат милиони, затоа што ќе пуштат на пазар нов iPhone и ќе си обезбедат буџети за нови серии за наредната сезона. Така што win-win ситуација е за нив. Моментално се актуелни со ТВ серијата Smoke, а исто така и со новите сезони на The Buccaneers и Foundation, која е во тек, како и голферската Stick и документарната The Wild Ones, од кои ништо нема да гледам, тоа ви ветувам, а во најава за наредниот месец им се новите сезони на комедиите Акапулко и Платоник, како и новата сезона на Invasion, од кој исто така ништо не ми звучи привлечно, што значи дека ќе олавам со гледање на нивниот материјал ова лето, за жал, и ќе се вратам назад од септември, штом има лоша распределба на квартали, дефинитивно сами си се виновни и овој пат на цифрите говорат за тоа. Првите две епизоди на ТВ серијата Murderbot беа објавени на 16 мај, а потоа си го фатија орото епизода неделно, емитувајќи ја 10-та на 11 јули, што би се рекло цели 2 месеци се влечкаше емитувањето, што за получасовни епизоди е воопшто неоправдливо, што значи дека сезоната трае 5 часа, и знаете дека моја препорака ќе биде да ја погледнете во 2 дела, во 2 дена, од 2,5 часа, например. Ако имате летен одмор, може да се испие и во една голтка, затоа што има клифхенгер на крајот секоја епизода, така што се бинџа оваа серија без проблем, доколку се разбира времето го имате на располагање. Murderbot се базира на The Murderbot Diaries, односно серијалот книги од Марта Уелс, авторка на шпекулативна фикција, серијалот 7 книги кои се адаптирани за малиот екран, каде до израз доаѓаат незините студии по антропологија, затоа што прави еден убав пресек на човечкото однесување во футуристичкото општество и каков сооднос имаат едни со други. Во серијата станува збор за робот, составен од клонирано човечко ткиво и машински делови, доделен од страна на мегакорпорација на група научници од Preservation Alliance, како што се нарекуваат, односно тим на тераформери кои истражуваат планети за евентуална можност на нивно населување, кој роботот треба да ги заштитува од потенцијалните закани од монструозни животински ѕверки или пак од лакоми луѓе. Зборот меѓутоа кој го барате е потребен за да настане интересно гледање на серијата, што се однесува повеќе на неговата способност да го надмудри Governor модулот, кој ја има функцијата за да ги одржи во живота симовите правила, но со неговото совладување па роботот стекнува и автономија и добива слободна волја, што значи дека ја согледува супериорноста во поглед на луѓето и тоа доведува до фактот дека секој момент може да му пукне филмот, да ги испоубие сите, да го украде леталото и како слободен роб од тоа футуристичко робовладетелство да се замине во потрага по подобар крај во серијата. Па затоа и си се само нарекува Murderbot. Сега, следува тоа клучно арно ама, ако веќе имавме меѓутоа, кое се однесува на здобивање на темпераментот на андроидот, односно неговата зависност од гледањето на вселенските сапуници, кој ги паралелизира со однесувањето нели на луѓето и од кој учи всушност како да се постави во тој однос со нив за да не биде забележано неговото стекнување на слободарскиот дух, само што неколку од научниците кои ќе го евидентираат неговото невообичаено однесување и пред се согледаат дека се преправа дека е само машина, особено кога ќе се обиде да им даде утеха, рамо за плачење, се додека не ги заштити со убивање на една инфилтрирана предавничка на која ќе ја распрсне главата, ќе настане едно косење со нели малоумните хипи убедувања на научниците како тоа се осмелил да убие човечко битие, анулирајќи ја сопствената човечност и Murderbot се наоѓа во една постојана спрега помеѓу механичкото и човечкото во себе.
Дотолку поголем проблем представува Гуратин, односно глумен од одличниот Давид Дастмалчијан. Ако повеќе сакате на паралела со Елиен, тој е Бишоп од екипата, односно технолошкиот експерт од тимот, кој всушност е аугментиран човек. Се разбира, станува збор за иднина, каде што одредени сетила се засилени, односно засилени се пред се неговите способности, и прв ќе намириса дека невообичаено се однесува роботот, кој Мрдербот знае дека сепак е поинфериорен технички од него, но е доволно љубопитен да му погледне во кодот и да му се меша во работата, кој може би најтежок е за придобивање, се извинувам, од останатите, иако и јас во текот на серијата посакав да го ликвидира неколку пати, признавам за тоа, што па значи дека Давид одлично се носеше со одвратниот карактер кој му е доделен. Мислам дека заедничкиот именител на двете серии за кои ви говорам денес е актерот Џон Чо, кој во Мрдербот го глуми капетанот во Стар Трек сапуницата, која ја гледа Мрдербот, меѓутоа во Покер Фейс, во втората серија која ќе ви говорам денес, глуми еден од измамниците кои прелажуваат алчни ликови кои сакаат брза заработка. Не и се, во научно-фантастичните елементи оваа серија допира и до летање на екипаж што наликува од Стар Трек, но и на соочување со джиновски гасеници, што би се рекло дека е можеби сродна со Дюн, или пак има судир со други флоти, што би се рекло исто така дека е можеби посродно со Star Wars, како некаква референца, што значи основните постулати на жанрот се присутни и тука нема кој знае каков напредок. Исчекорот се однесува на внатрешниот монолог кој го води Александар Скарсгард, односно актерот кој што глуми Мрдербот. Имено, нефилмлива би била книгата ако го нема овој наративен чинител, која прави серијата мрзелива од една страна, но го отцртува не само карактерот на роботот, туку и искористен е за премотување на сите можни сценарија на кои размислува и на тој начин постмодерно се реобмислува течението на действието кое би го смогнал. Декстер, например, ТВ серијата исто така го има овој внатрешен монолог, Ю исто така го има, со оглед на тоа што серии кои што се опрашање во кои има еден супериорен лик, кој се обидува да ги надвладее останатите или па има некакви погани мисли кои го двојат од другите. Го користат овој механизам за внатрешен монолог, но во нивна полза се разбира, овие ликови истото го прави и самиот Мрдербот. Се одобри втора сезона за реализација на серијата, иако ако воопшто некој мене ме прашува, јас би ја оставил серијата тука, затоа што ескапизмот на роботот е во епилогот сосема доволен да се затвори ова поглавје и не гледам потреба од бркање низ универзумот, а за да ги следиме неговите авантури на другите колонии и планети, тоа ќе значи запознавање со нови протагонисти секоја сезона и нивните динамики, така што тие се трите опции кои што ги имаме на располагање, но нема да копам во книгите за да дојдам до сознанието каде се одвива действието во иднина и сакам да ми биде изненадување кога ќе погледнам наредната сезона. Како што предпоставувате, сетинзите се во ентериерите на вселенските бродови и екстериерите во карпестите и пустинестите предели на новооткриените планети, со униформираност на екипажот. Аманда Джонс го работи скорот на серијата, има препукување и распарчување на тело, но и регенерирање на истите, со оглед на тоа што технологијата има заминато многу чекори напред дури и во медицината. Хуморот се крие во неудобноста на интеракцијата со луѓето и начините на кои што сака да ги реши проблемите со распукување самиот робот, но е лесно свартлив, затоа и мислев дека ќе биде посмел можеби пристапот во исмевањето на човечката алчност, себичноста и ранливоста, што е исто така присутна во серијата, меѓутоа не до тоа рамниште до кое што можеби би требало да биде, за да биде по
атрактивна и повпечатлива на крајот на денот, а наместо да биде заборавлива серија, заради тоа што има плејада на ТВ серии кои допираат до многу слични научно-фантастични конвенции, кои вклучуваат, се разбира, андроиди, свесни или несвесни. Една од нив е Almost Human, потоа Humans, Fallout, Upload, Westworld, The Peripheral, Better Than Us, Altered Carbon, Avenue 5, играната верзија на Cowboy Bebop, или па анимираните Rick and Morty, Final Space, Star Trek Lower Decks. Значи, сите овие дел од нив, па јас би рекол дека околу половина од овие серии веќе имале собствена епизода на TV103, така што не отскокнува драстично многу од тропите по кои што веќе знаеме дека се создава едно научно-фантастично дело, меѓутоа сепак фрлени се пари за квалитативно да изгледа на визуелен план и секако тој внатрешен монолог е срцето на оваа серија, без која што не би била таква каква што е, така што 8 од 10 е оценката од прилика каде јас ја вреднував оваа серија. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза, имено во овој блок од емисијата ќе слушнеме музички избор кој го направив од психоделични, heavy psych, stoner rock бендови, односно и слушаме Dirty Pagans со Blood of Babylon, потоа Sleeping Mountains со Humans, Overfast со Montana Rusa, Stone Cream со Free и Grand Rapide со Crash. Значи слушаме шпански, на француски јазик ќе слушнете композиции, сите се во домени на stoner rock жанрот, меѓутоа убаво е да скокнеме од една на друго, друг меридијан, за да слушнеме што и како се интерпретира stoner rock, односно психоделичните аспекти на самиот stoner rock ширум светот. Така што по преслушувањето на овој музички блок ќе се вратам во етер да ви говорам за втората серија за денес, односно втората сезона на Poker Face. Poker Face е американска крими драма со комични елементи, односно драмедија, што би рекле, создадена од страна на Рајан Джонсон, кој го знаете од соработките со Джозеф Гордон Левит, односно режисер е на филмовите Брик, Лупер, Knives Out, продолжението Glass Onion и третиот дел кој го очекуваме Wake Up Dead Man, кој во ТВ рамки има режирано 3 многу значајни епизоди од Breaking Bad, вклучувајќи ја и култната епизода со мувата. Така што знаете зашто ви правам муавет. За хорорджиите, да ви кажам дека го монтираше Меј во 2000-тите, ако нешто ви значи од Лаки Меки. Серијата е работена за Пикок. Сега, Пикок, според податоците од март оваа година, има 41 милион претплатници над Apple Plus, меѓутоа под Hulu и Paramount, кои се недостижни затоа што стримерот под собственост на NBC и Universal нема квантитет на понуда, односно во јули нема нова серија. Во најава се новата сезона на Twisted Metal на крајот на месецот и две кратки документарни серии Epic Ride The Story of Universal Theme Parks и Adaptive, и толку. Тоа е понудата која што имаат. Не знам како воопшто од sci-fi, односно sci-fi ја префрлија Twisted на Peacock. Стримерот направен колку да се рече дека Universal има свој стриминг сервис кој е подеднакво заостанат во време како и NBC, кои уште веруваат дека серии треба да имаат 24 епизоди на број во годината. Секако. За среќа не е таков случајот со Poker Face, чија втора сезона брои 12 епизоди, меѓутоа на 8 мај пуштија 3 епизоди и потоа си го фатија редот недела за недела, молзејќи ја серијата до 10 јули, што би се рекло 2 месеци, за разлика од Murderbot, епизодите се од 50 на минути, ама пак, кој има нерви да чека 2 месеци серија, така што дека може да се бинџа оваа серија не може, бидејќи е габаритна. Да речеме дека околу 10 сати трае цела сезона, не се гледа тоа во еден здив и со Villain of the Week пристапот
и не е наменета да се гледа одеднаш, но ако ја пресечете на 3 дела по 4 епизоди, како во мојот случај, ја намачкате на леп, се јаде за 3 дена по 3 и нешто сати. За првата сезона од серијата ви говорев во 111-та епизода на TV103, која може да ја најдете на мојот YouTube канал, кој гласи на моето име и да ја преслушате. Па за да не губиме време денес, јас во кратки црти само ќе ви дадам една рекапитулација на најважното случување, за да бидете во тек со сезоната, како што и самите серии прават previously on Poker Face. Најпрвин да напоменам дека во прашање е инвертирана детективска серија во манирот на култната Колумбо, каде денес не се прават такви серии затоа што се старомодни концепции во прашање каде убиството и убиецот го гледаме во прологот на епизодата и го знаеме неговиот идентитет, само што детективот треба да го открие во текот на епизодата, така што гледачот е секогаш еден чекор пред него. А интригантноста се крие во способноста на протагонистката Чарли Кейл, глумена од одличната и харизматична Наташа Леоне, која знаеме од Russian Doll, да има способност инстантно да процени дали некој лаже или не, што е предност, но ја има заглавено во сделки со матни ликови, со оглед на тоа што лажговци постојат насекаде во светот. Во првата сезона ја избрка од казиното кај што работеше и шефицата на мафијата имаше ставено уцена на нејзината глава, па се користеше мафијата како механизам за нејзино постојано движење, односно бегство од еден град во друг, што одговара на концептот на антагониста на делата, каде засебен случај е секоја епизода, за во втората сезона буквално да се сведе на исилена брканица налик цртан филм и уште во првите епизоди да го решат тој проблем, каде ќе и помогне на мафијашката да препознае предавник во бредовите и низ низа на пресврти да биде одстраната уцената и да не се чувствува таа закана за одење од град во град, туку и самата веќе место да не ја држи и да талка низ Америка со незината баракуда од 69-та година, која има две константи оваа сезона. Најпрвен со побикувачот на CB радиото, со препознатливиот глас на Стив Бушеми, со кого се поврзува токму поради репликите од култниот лик на Денис Хоперовиот филм Out of the Blue. Тоа значи дека во втората сезона таа си го бара чарето од себе си, да си најде место каде ќе може да обстои и кон крајот на сезоната завршува во Њујорк, градот нели полн со лажговци, надевајќи се дека ќе се изгуби во таа галама, само што во малите градови нели лесно ја наоѓаат проблемите заради тоа што врти случај ќе налеташ на убиецот која крие вистината од сите. Таму се запознава со уште еден константен лик, односно Алекс, глумен од Пети Харисон, која најпрвин ќе ја сретне во кафуле, која сакајќи да сподели погрешна нарачка со кафе, ќе и даде нешто што на се личи, само не личи на кафе, и од тогаш ќе започнат да се дружат по интензивно. Така што треба да земете предвид дека прологот на епизодата понекогаш знае да биде дури и 20 на минути, односно речиси половина од епизодата во која што ја нема Чарли, додека се изврши нели убиството, па потоа дознаваме како таа доаѓа во градот, налетува на убиецот кој најчесто лаже, суши што му отвори уста. Исто треба да се напомене дека и во втората сезона звездени се гостувањата на епизодните ликови, од мултиплицираната Синтија Ериво до погребувачот кој глуми Джианкарло Еспозито, преку Ричард Кајнт од Спин Сити до Кумал Нанџијани како Флорида Мен, меѓутоа како полицаец, потоа го имаме дури Сајмон Рекс како бейсбол играч на залезот на кариерата, односно тоа е ликот кој го знаете од Ред Рокет на одличниот Шон Бейкер, потоа Џон Чо, кој што веќе го напоменав, и Гата, заедно глумат измамници во една епизода, и секако до крајот на сезоната ги имаме и Аквафина, го имаме и Методмен, како шеф на вежбалница,
Наташа Лоджеро се појавува во истата епизода и на крајот се предвидени појавувањето на Джастин Теро, Лили Тейлор и Кейли Джоел Осмонд и многу други актери и актерки кои ги знаете од големиот и од малиот екран. Ликовите што убиваат најчесто се обсесивни и посесивни, неспособни за промена во нивниот живот, избувливи се, односно со краток фитилј, со надувувачко его се, кое во даден момент на напукнување еруптираат и се што репресирале излегува на површина, најчесто извршувајќи го убиството тогаш, а мотивацијата секако дека е алчноста, која кога се пари во прашање за кои не ни размислуваат дали да убијат познат или непознат, едноставно целта е да ги имаат во животот. А животот е автопат без дестинација е реплика која сметам дека е мото на ова серија, додека не се закотви пред се самата Чарли. Наташа и Рајан режираат првата и последната епизода од сезоната, а помеѓу хорор ветераните како Џон Дал, Лаки Меки, Тај Уест, Мими Кейв и Клеа Дувал режираат епизоди, така што и зад камери има звезди исто толку колку што ги има и пред камерите, не гришете се за тоа. Има и неочекувани комични моменти, како што, например, е полицаецот, кому во глава му заглавила песната Footloose, во моментот кога го видел телото со пресечена нога на пругата, или пак епизодата за алигаторот, кој е звезда на помеѓу полицајците. Има цела епизода посветена на култниот филм Хит на Майкл Мен со еден филмофил, се разбира. Дури има и автореференцијална референца со Knives Out. Во дадена ситуација еден лик ќе напомене како доволно еден Knives Out да снимиш за да се збогатиш и сите да чекаат негово продолжение. Па дури и најде да се подметне референца за Anatomy of a Fall насреде закана дека Довалар бил перформансот на кучето во филмот. Има и мелодраматични чинители за искористени деца за глумење или пак несреќници кои им ја кратат среќата на саканите држејќи како заробеници во домот во кој не им е многу пријатно да присуствуваат. Сестрите Нора и Лила Закермен ја работат серијата заедно со Рајан, кои ги знаеме од Фринч и од голем број на NBC серии, а Маја Рудолф се јавува и како една од извршните продуцентки. А оваа сезона има дури и анимација за време на еден LSD трип, која и самата подсетува на 2D анимациите од 70-тите години на минатиот век. Рајан, исто како и Тарантино, знае кога да надене игла на добра песна, па затоа библиотеката на Universal е на располагање и тој многу добро знае да го злоупотреби тоа. И нагадала видео од Iron Butterfly во последната епизода се забележува, а неколку епизоди претходно и Spitfire на Prodigy. Мислам дека овој забатален, условно кажано, концепт на превртена детективска приказна нема да работи во речиси некоја друга серија, особено не во некоја без комични агенси, затоа што концептот е истрошен и беше потребен Рајан Џонсон да дојде и да го реобмисли, а при тоа од секоја епизода да направи задолжителен крими филм, сам по себе вреден за гледање, со еден куп пресврти, не препуштајќи ги работите на случајности, за да се пополни празен телевизиски термин, како што во минатото нели се правеше од ерата на Монк, на Law and Order. Денес, фала Богу, во не знам многу серии со овој концепт, можеби спин-офот на Good Wife и Good Fight, односно Елзбет е во тој контекст, или пак да ја напоменеме антолошката ТВ серија The Sinner, која исто така вклучува истрага после злодело, но повеќе е користена во крими-трилер новелите, отколку денес што се практикува оваа намена во сериите. Серијата нема најава, со менувањето на градовите се менуваат и интериерите и екстериерите, освен во Њу Јорк, каде се закотвува на крај Чарли, нема надприродни чинители, имаше епизоди за снимање на хорор филми со употреба на сквидови и простетика, така што имаше и занаедчиски епизоди, што би се рекло. Што би променил? Секако дека потребна е закана да има Чарли за да се придвижи.
како што беше, например, Платениот убиец, ама финалето и одземањето на се што ќе се спријатели со неа и сподели интима, мислам дека да ја јаде пред се дел по неа и сакам да ја видам баш во поголем дел да се загризе од неа, од кој што нема да биде толку лесно враќањето, затоа што не се врзува одејќи од град во град, се е провидно, мигновно, затоа и убаво е да има повеќе ликови кои што се константи во повеќе епизоди околу неа, како што на пример е FBI агентот кој што е од помош по некој добродетелен барем, како што беше оспежување на пример пријателката која ја натера да се инволвира во случаите, самата Чарли и наводно не сака да лаже, ама тоа заврши несреќно како и што треба. Чекаме да дознаеме дали ќе биде продолжена за трета сезона. Ајде да зборуваме реално, ова е најквалитетната серија која што некојаш Пикок ја имала, која не ја ни заслужува. Исто како што беше случајот со Based on a True Story, двете се дефинитивно врвни серии. Дали може да ја откаже во својот отворен крај? Секако дека може. Ќе се задржи интегритетот, ама пак има прогонител низ цела Америка и отвор за нова сезона, се разбира. Но се вртиме пак во круг, затоа што тоа е нултата точка кај што започна серијата. Ќе им биде мака ако не ја гледам Чарли како влегува во нови заврзлами, ама и да не е продолжена, ќе спијам без проблем, затоа што Рајан го има извадено максимумот од овој концепт, без да го компрометира квалитетот. А јас сум задоволен што ги овековечив и двете сезони со моја анализа на TV103. А за крајот на епизодата ќе слушнеме композицијата Hue the Cactus, која се наоѓа на студискиот албум Soundtrack of a Silent Land на Rainbow Bridge. Знаете дека за крајот оставам повеќе простор за инструменталните стоner рок бендови, често им припадна на италијанците кои ќе ви донесат пустински звуци преку блузот и преку психоделичните примеси кои што ги поседува овој одличен италијански бенд. Вие го слушавте 146-тото издание на емисијата TV103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ја анализирав првата сезона на Murderbot и втората сезона на Poker Face. TV103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао!